Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме пастицио. Пастицио е традиционален грчки рецепт кој наликува на лазања, но овде користиме само свинско месо и неколку традиционални вкусови од регионот, како што се цимет, сушено нане и морско оревче. Лесен е за правење и се прави количина доволна за да нахраните мала војска. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 1 кг мелено свинско месо, 1 супена лажица цимет, 1 супена лажица нане, 1 главица бел кромит, 2 чешниња лук, 400 грама сечкани домати, 300 грама пене паста, литар и половина млеко, 2 јајца, 1 супена лажица мелено морско оревче, 50 мл масло, 50 грама брашно, сол и бибер и маслиново масло. Првиот слој на пастициото се состои од варена паста. Сварете ја пастата во зовриена вода со малку маслиново масло и сол. Време е за сечкање. Ситно исечкајте 2 чешниња лук и 1 главица бел кромит. Ставете ги во тава за пржење со маслиново масло и додадете сол за да не загорат. Потоа ставете го и меленото свинско месо. Постепено додавајте од месото во тавата и мешајте за тоа полека да зарумени. Ставете по 1 супена лажица цимет и сушено нане и измешајте. Овие вкусови на јадењето му даваат прекрасна арома. На крај ставете 400 грама сечкани домати и оставете ги состојките да крчкаат најмалку 5 минути. За да го направиме бешамел сосот, користиме традиционална грчка верзија, во која во запршката наместо путер ставаме масло. Загрејте го маслото и во него постепено ставајте го брашното постојано мешајки, а потоа полека сипувајте студено млеко за да го направите сосот. Користиме многу млеко, но сакаме да направиме горен слој од богат сос врз пастициото. Изрендајте 1 супена лажица свежо морско оревче и на крај исклучете го огнот и ставете 2 јајца постојано мешајки. Тоа ќе му даде дополнителна боја и ќе му помогне на преливот да се претвори во тврд слој за време на готвењето. Време е да го наредиме јадењето. Земете ја делимано тавата за рерна и прво наредете ја варената пене паста. Потоа ставете го целото мелено свинско месо со лажица и распоредете го така што ќе ги покрие јаглите. На крај прелите со бешамел сосот и ставете ја тавата во рерна на температура од 180 степени 35 до 40 минути, додека горниот слој да се стврдне и да почне да заруменува. Извадете го јадењето од рерна и оставете го да одстои најмалку 1 час. Сакаме слоевите да слегнат за да можеме да го сечеме јадењето на парчиња за сервирање. Сервирајте начинија со едноставна салата. Уживајте! Овој рецепт треба да биде доволен за 8 луѓе и брзо ќе стане еден од омилените семејни рецепти. Можете да му дадете дополнителен вкус со рендање кашкавал од озгора или пак да ставите солено сирење да се стопи во сосот додека се вари. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!